Добар ден, драги ученици. Јас сум наставник Светлана Смилковска, доаѓам од основното училиште Кронотиписки од Скопје од Шпенатисова вода. На денешниот час ќе се запознаеме со наставната содржина календар и датуми по предметот математика наменета за учениците од трето одделение. Ви посакувам успешна работа. Што треба да знаете, тоест да научите од овој час? Тоа е да знаете да читате календар, да знаете што е календар и да пресметувате временски интервали во недели и денови. Што очекуваме од овој час? Тоест, јас што очекувам? Да знаете што е календар, да знаете да го читате календарот и да знаете да пресметувате временски интервали во недели и денови. Како што гледате на оваа слика, можете сами да видите дека има повеќе видови на календари. Имаме календар кој што е представен во вид на табела, само на еден лист, каде што се определени сите 12 месеци на една страница. Потоа имаме календар кој што е со повеќе листови, односно за секој месец има по еден лист од календарот. Па има джетни календари, па има овде како што гледаме со помош на спирали кои што најчесто стојат за во канцеларија, на биро или во училницата на бирото на наставникот и така натаму. Освен овие печатени календари, во денеска, пошто технологијата е доста напредната, постојат и календари како овој овде што е на мобилен телефон, односно дигитален календар. Исто така има и дигитални календари во компјутерите, односно лаптопите. Откако ги видовме овие календари, можеме слободно да се запознаеме, односно да ви кажем една дефиниција, која што е намената за календарот и за датумите. Кога би ве прашал некој, како би кажале? Дека календарот е организиран начин за пресметување на времето и именување на одредени временски периоди, денови, недели, месеци и години. Овој временски период обично се нарекува датум на календар. Да се подсетим. Знаем од прво и второ одделение, ние веќе знаеме дека годината има 12 месеци, 52 недели и 365 дена. А еден месец има 30 или 31 ден и една недела има 7 дена, односно се вели уште и седмица. Сето ова што го кажав, токму ми е подкрепено со овие сликички. Еве го овој табеларен приказ на календар, каде што ние се прикажани сите месеци од годината, 12 месеци во годината и 365 денови. Потоа месецот може да има 30 или 31 ден. Еве го месецот март, месецот април и деновите во седмицата, односно еве ги сите денови во неделата. Понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота и недела. Од понеделник до петок се работни денови, а сабота и недела знаеме дека не се денови за викенд, кога одмараме. Годината има 365 дена. Тоа е поврзано со вртењето на земјата околу сонцето, околу својата оска. Токму оваа слика ни го подкрепува тоа така. Значи, една календарска година поминува токму оној пат кога земјата ќе го заврши своето вртење околу сонцето. На секој 4 години има еден дополнителен ден, па така наместо 28 дена
Тогаш месецот февруари има 29 дена. Тоа е престапна година. Токму оваа 2020 година е престапна година, каде што во месецот февруари имаше 29 дена и оваа година ќе има 366 дена. Па оттаму доаѓа и фактор дека 366 дена во годината произлегува токму, значи само кога станува збор за престапна година. Тоа се случува на секои 4 години. Последната престапна година е во 2024 година. Зашто ни служи календарот? Накратко, календарот ни служи да можеме да го испланираме времето точно и определено со датум. Еве тука имаме некои сликички кои што ни покажуваат разни активности. Една слика од семејство кој што ужива во убавините на на снегот. Претпоставувам дека се работи за зимски одмор. Потоа имаме еве како учениците сте во летна облека и сторанците весели и среќни лица како го напуштаат училиштето. Тоа претпоставувам дека станува збор за крајот на школската година, односно почетокот на летниот распуст. И тука девојчето кој што се наоѓа пред таблата, кое што ни покажува дека учебната година е започната. Сето тоа можеме да го испланираме со помош на календарот и со точно определен датум. Календарот ни возможува да си ги испланираме нашите активности точно и да знаеме точно во кој датум ќе се одвиваат. Пример, ние знаеме дека датумот на нашето раѓање секогаш се го знаеме датумот на нашето раѓање и можеме многу лесно да се го испланираме нашиот роден ден. Знаеме дека како што завршува календарската година, така следува и нов календар. Еве, оваа 2020 година веќе за еден месец истекува, па следува нов календар. Кога ќе го добиеме новиот календар, ние слободно можеме да си го испланираме наредниот роден ден. Тоа многу ќе ни помогне да можеме да си го определиме местото и времето на настанот и да си ги поканиме точно во кој ден нашите другарчиња или пријатели да не дојдат на роденденот со точно напишан датум и во кој ден од наредната година ќе си го прославиме роденденот или да знаеме точно кога ќе започне. Знаеме дека учебната година ни започнува на 1 септември и да веднаш во календарот ќе се погледнеме и знаеме кога е 1 септември, во кој ден се паѓа од месец. И така натаму, и така натаму. Како што рековме дека секој треба да се го знае датумот на својот роден ден, запишувањето на датумот е да ни е представен овде на оваа слика. Најчесто застапена форма на датумот е прво се запишува денот, потоа следи месецот и годината на раѓање, бидејќи станува збор за роден. Од досегашно што го научивме за календарот и за датумите во календарот, и се обиделе да решиме и неколку задачи. Еве како задача број 1, да пресметаме временски интервал во недела. Со помош на користење на овој календар, обиди се да одговориш задачата. За време на зимскиот распуст ќе одиш на планина, тргнуваш на 13 јануари, а се враќаш на 20 јануари.
колку дена траел твојот одмор на планина. Ќе го погледнам календарот, ги избројам деновите, гледам дека одморот траел 7 дена. Потимаме задача број 2. Повторно со користење на календар. Пресметнување на временски интервал во денови. Денес е 27 ноември, а твојот зимски одмор започнува на 31 декември. Уште колку дена има до одморот? И ги изброиме деновите, до започнување на зимскиот одмор има уште 35 дена. Задача број 3. Да се пресметаме временски интервал во месеци. Одговорете на прашањето колку месеци трае летниот распуст. Повторно, со помош на календарот, летниот распуст знаеме започнува на 10 јуни и трае до 31 август. Ќе ги изброиме деновите и ќе заклучиме дека летниот распуст трае приближно околу 3 месеци. Се надевам, драги ученици, дека овие знаења за календарот и за датумите што го стекнавте на денешниот час ќе ви послужат во секојдневниот живот. Ви благодарам на вашето внимание и поздрав.